Che dojdete na polarek mene? Dobro, čekaj. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа. Добар ден! Денес сме собрани овде пред споменикот на патнатите борци во чест на одбележување на 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ. Македонија денеска одбележува 81 година од почетокот на антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. Востанието било последица на тешката и непосносtiva состојба во која се наоѓале македонските граѓани под окупација, големите даноци и експлоатацијата кои ги втурнале во беда и мизерија. Македонија била слободски исцрпена, а македонскиот народ угнетуван. Каквата неподносива состојба довела до подигање на народно-ослободителното востание. На заземената територија населението на антифашистите од Македонија насилено стигнало за востание. 11 октомври 1941 година борците од првиот Тринекски партизански одред го нападнаа народ, проникнати во фашистовото, разловечкото, во пресненското и во линденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување, вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Со одлуката да пристапи кон антифашистичката коалиција, Македонија застана на страната на прогресивното човештво, а против фашизмот како најтемна идеологија од современата историја и најсилна негација на општо цивилизацијските и демократските вредности. Македонскиот народ самостојно се избори за својата слобода. Од првите партизански одреди кои ја почнаа борбата, Народно-ослободителната војска на Македонија, на крајот од 4-годишната војна, прерасна во добро организирана 110.000 армија со војни формации од највисок ранг, како корпуси и дивизии. За време на окупацијата од Македонија беа интернирани 58.000 лица, а покрај злосторствата што окупаторите ги вршеа врз недолжното цивилно население, земјата претрпе и огромни економски штети. Круната на борбата се одлуките на првото заседание на АСМО во 1944 година, со кои се оживотворени повеќевековните идеали за основање македонска држава. 11 октомври е ден од македонската историја, кој не само што е символ на македонската борба за слобода, туку е и ден кога е поставен еден од темелите на македонската држава. На овој ден им оддаваме почит на сите учесници во вооруженото антифашистичко и народно-ослободително востание. Сегашните генерации и граѓаните покажаа дека се доследни наследници на илинденците и генерациите од 1941 до 1945 со обврска и во иднина да ја доградуваме нашата држава за мир и соработка со соседите и со сите земји во Европа и светот. Имињата на загинатите борци за слободата се испишани на оваа спомен плоча, како имињата на над 20.000 загинати стојат како темел на слободата. Со големо поклонение кон сите храбри и загинати борци.
Сите што ги дале своите животи за слободата на Македонија. Со големо поклонение кон нивната личност ве поканувам сите присутни да им одадеме почит со едноминутно молчење. Нека им е вечна слава. По повод 11 октомври, ден на востанието на македонскиот народ. Пред споменикот на паднатите борци, петот веќе полога, делегација на општина Делчево, Совет на општина Делчево, институции, политички партии, друженија на граѓани и други. Нека повелат.
Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, нека ни е честит 11 октомври, ден на восстанието на македонскиот народ. Овдешниот собир заврши. Ви посакувам пријател ден.